Добар, убав и среќен ден, драги пријатели на Вкусот на традицијата. Верувам, како и вообичаено, пред малите екрани со кафенце, затоа што сега следува емисијата Вкусот на традицијата со нов рецепт на денот, кој што ние на вистина овој пат ќе ви израдуваме и ќе ви дадеме предлог за вашата великденска трпеза. Ние се наоѓаме во етно селото Златно Буре Кучково, каде што овдека не само што работиме, ние и уживаме. Имаме прекрасна природа, прекрасно време, сонце, воздух, убав амбиент, вкусна храна и на гости ни дојде Менче од Австралија, познатата Менче од Сиднеј. Добре ни дојде. Ти секој Великден ни вети дека ќе си бидеш во Македонија и еве те, така. Значи си го исполни ветувањето. Секако. Добре ни дојде. Добре ве најдов и да ви кажам, драги мои, дека јас Великден не можам да го замислам без вас. Значи редовно сум тука. За последниве 5-6 години. Да, точно така. И традицијата си продолжува. Ние не случајно се вика Вкусот на традицијата. Си имаме традиција, обичај со наши гости, а Менче си е веќе дел од Вкусот на традицијата. Посебно ми остана во мислите така како впечаток што ми кажа за едно великденско јадење за твојот крај, селото Белчиште, од каде што потекнуваш и каде што секогаш со широко срце брзаш да стигнеш таму, да се видиш со твоите роднини и пријатели, нешто без кое што твојата покојна мајка, која што јас ја познавам. Великден не го чекавме без. Така, што е тоа? Каурма, тоа е великденска јагнешка чорба. Така, може ли, драги гледачи, Великден без нешто барем јагнешко на трпезата? Така е, секогаш прво јагнешкото, па после маен леп правевме тоа време, козињаци не, али покасно мама се приклучи нели на помодерните работи. Значи јагниња се колело порано за Великден. Се печеа под сач, ги печеа. Под сач. Значи прво во предјадење одела оваа чорба каурма. Од джигерите од јагнето, а после јагнето си се печело. Значи си имало цел ритуал. Како се прави оваа каурма, сега ќе видите. Но што се е потребно, Менче сега ќе ви каже. Овај рецепт, значи како што самото име кажува, дека е јагнешка, се прави од джигер јагнешки. Може срце да се стави внатрешните, значи бел и црн джигер. Бел, црн джигер, слезина и срце. Цел комплет. Ова е цел комплет од едно јагне. Значи имаме околу половина килограм овде. Така, затоа што јагнешкото... до 600 грама. Да, значи вака approximately. Добро. Да. По 250 грама, ама зависи од јагнето, ако е поголемо, малку повеќе, али има доволно за четворица. Така, овдека има 6-7 луѓе да јадат. Понатаму што се треба? За тоа треба уште да имаме едно лукче за внатре, тоа е по желба, кој сака и магданост, малку црвен пипер, 2-3 лажици брашно, моркови 2, сецкани, една рака прас, кој сака исто. Овие другите зачини може, нели, мешан сув, зеленчук, триена сол, бибер, ловоров лист ке се стави и имаме и јајце и јогурт на страна и сол, да. И буковец. И буковец, тоа е сето по желба. Така. И јогуртот и јајцето обично ги матевме посебно така и секој става посебно, кој сака, кој не сака, може да се стави. Затоа што се сервира чорбата врела од шпоретот на трпезата. И секој може да си стави лажичка 2 помешано јајце со јогурт. Буковец имаме по вкус, нели дали сакате блак или луд, црвено пиперче обавезно да се забибери манџата. Тоа е чорбата. Ајде да видиме сега што... И вода по потреба. Вода по потреба. И масло по потреба. Обично за чорбата треба, која веќе ќе ја правиме, треба 1 литро вода за овој состав. Тука сега прво јас ќе го исечам малку, да го одвојам.
Така. И ќе го сварам околу 10 минути да провие, за да можам подобро да ги исечам после. И Значи, прво да му излезе крвта да му така. искочи и да може да и се другите сечи. работи, така. Значи да се обари. Така, И водата да ја фрлиме. Таа се фрла првата вода, после се става друга вода. Добро. И со сецканиот зајрето сецкано, нели тоа си се вари нормално, треба да се вари подолго време. Додека се свари црниот джигер, побрзо, али за белиот треба. Сега го деламе. Така. А може и таму да ги ставаш директно во... Може, јас сакам црниот джигер да го ставам многу на крајот, ќе го ставам, затоа што тој ќе се смрзне иначе, ќе се здрви, да кажам, а ова джигерчето можам да го ставам одма, белиот джигер сака потегав е тој. За да можам на ситни парчиња да го исечам, значи потребно ми е да е оварен. Значи, откако ќе се почне да врие, го оставаме 10 минути, ја фрламе водата, ставаме нова вода и се сече. Да, и се стават поситни парченца внатре. Овој нема да го ставиш, Не, така? затоа и го сечам да види, да го средам сега колку што можно. Добро. Така. Така. Овие не. Срцето може да оди со ова. Добро. А джигерчето ќе го ставиме покасно, тоа дури можам и ова исто е добро. Значи джигерот можам сега да го исецкам да ми е готов. Добро. Оти тој нема да се вари многу, да? Добро. Јас ќе ставам вода и нека почне Нека ова почне да крчка да малку, крчка. Да. Така. Не го полнам многу со вода, затоа Нема што ќе ја потреба, фрламе тачно. водата. Аха, ти го сечкаш веќе готово. Овој нема потреба многу да се вари, пошто е крево. Ќе го ставиме така малку при крајот, само крвта да му искочи. И со нова вода, Да. со зачини внатре, ќе врие и после ќе го направиме запршката. Јас ставам брашно, пошто мајка ми така ставаше, некој става фиде, а некој става и една рака ориз. Значи, зависи кој што ужива. Аха. Ти ќе го направиш баш по асол рецептот од твојата мајка. Така е. Така. Како мама што го правеше, така и јас ќе го направам. Затоа што на тоа сум навикната и мислам децата исто мои го сакаат така. Сакаат чорби тие многу. И ние си ставаме лукче, се некој можда не сака, ама оваа јагнешка чорба со джигер без лук и Макдоналдс, како да не е таа чорба. Да. Е, супер, ова веќе врие. Охо, да. Да го свртиме. А јас ќе го превртам сечкајќи. Сечкајќи. Да. Виж како ќе обели, тоа ќе го издроби. Еве го обелува веќе. Да. Ако нека си повари малку. Нека прокрчка. Така, да. Значи тоа секако треба да се вари, дали сега малку поише, дали после исто така. Ето така. Ова не е готово. Еве го, ова е обелено. Уште малку внатре. Значи да поврие уште малку, го додаваме. Така, околу 10 минути, нели? Време ли е сега за црниот джигер? Да, сега е готово. Ќе направам малку место. Ајде,
тука ќе го ставиме и тој треба само 2-3 минутки да врие. Добро. Нема потреба поише. Во ред, за тоа време Да. ние ќе се подготвиме со следните потребни состојки, да додадам уште малку вода, Добро, да. нека поврие и ја фрламе водата и почнуваме. Да. Еве, Драги менче наши, вилушка. Да, сега. Да, ако имам ти една, треба. Да, добро е. Реди ги прво Значи, тука. Од прилика помина Така. 10 на 15 минути, нели? Така. И джигерчето се Мгм. обари. Се ќе оставиме во танир малку да се подолади за да можеме Ама да го можеме и сечка. вака. Можеме и вака со вилушки и Може, со да, нож. ок. Еве, јас ќе Да. преминам веднаш во Добро. акција. Еве срценцето. Да. тука. И тоа е добро е обарено. Мгм. Ето така. Водата сега ќе ја истуриме оваја, па Еве ќе ти сад. да, па ќе додадеме чиста вода. Ете така. А јас ќе си сечкам. Да. За да ви остане малку, нели не е. Е така да. Тоа си од него. Да. Јас ќе пробам колку што можам прилично. Ето така. Добро е ова. Тука ми останаа 2-3 джигерчиња. Ето. Добро се вака ситни? Да, поситни подобро. Во секој залче да има барем по 2-3 паченца. Аха. Значи, од прилика треба да има 1 литар. За 4 луѓе толку е. Да, ама овде ние имаме повеќе джигер, ама нека е богато. Ќе изврие, треба Да. да изврие малку и така да ќе си дојди колку што е потребно. Еви и ова е веќе добро. Можеш да го ставиш во тенџерето и врати ми ја даската, а ти можеш веќе да започнеш со пржење на празо, така и морковот ќе го рендаш? Не го пржам празо, само ќе оставам А, напред. Една рака ќе ставам. добро. Може и без праз, значи кој како Така. обожава, јас ја направам баш она традиционално, како што мојата Така. мајка ја правеше. Добро. Еви и овие се сега скоро Во готови. нашиот крај има многу прас и така обично во све. Во А Китај, вире таму многу расте параса. прас, расте прас Пиперки. и вака до тука до пола негде таму. Пиперки, многу. граф имате убав, бобелчишта. Точно. Да. Најубав граф Мгм. има таму. Пиперките наши се специјални. Мгм. Вика, Многу се охридска убави. Леле, пиперка. немаат вода. Немаат вода какво имаат месо, вкус месо убав, да. имаат. Да, Многу вкус има у нив. така. Така. Се знае, Велик ден е денот за дома, за семејството. За дома. Точно, значи за Велиден вака мајките или невести. Така, Невести. свекрви, Мајка ми секогаш баби. беше невеста за баба ми. Нема каде да одат. Тие Еве секогаш сега и се ова дома. можеш да го ставиш. Или спремаат, пречечкуваат Аха. гости. И работаат. И после си одевте по И гости. после веќе другиот ден. Да, Значи дај кој ова да сака, го насечкам. кој сака така си оди по роднини. Првиот ден сите сме дома на ручек. Мгм. Сега пред вечерињата поблиските керки, синови што имаат, ќе дојдат да бакнат рака. А, така. А кога се амка со јајце? Тоа е сабајлето рано. Рано. Откако едната ќе оди у црква, баба ми одеше у црква за нафора да донеси, Мгм. а мајка ми со јајцето по лицето не вртеше во круг и викаше црвено бело бело. Ги бањаше ли внучињата на Велики четврток, така? Да. Мгм. Заедно Со сме црвено децата. јајце Да. и со здравец. Да. И мама кога ги фарбаше јајцата пред Еве, да играе повели. сонцето у четврток. Да. Сите јајца, 50, 60 колку има, и остававме секогаш едно за Бога, како се вика. И тоа јајце, порано немаше фрижидер, така стоеше, ама никогаш не се расипа, само се сушеше јајце. Стварно? Да. Така Многу вика, да. Еви и лупчето ќе ти го насечкам. И тоа да си се свари. Да.
ќе има вкус, ама нема да има мирис. Оти денеска од естетика некој не сака. А морковот ќе го рендаме. Може. Имаме ренда. Подобро рендан Да. ќе биде. Повеќе така како густина ќе даде. Сега. Повеќе си крчка. Уште нешто да не заборам да ви кажам, значи кога правите джигер никогаш не ставате сол. Оти солта го стега поише. Кој ќе е веќе готово варено джигерчето, тогаш се става сол и некои од другите зачини се става, нели? Сув зеленчук, бибер, Значи зачините. Еве ти сега можеш ова да го ставиш. ловоров лист може да се ставите. Ја ќе стам 2 листчиња, јас сега не знам кој колку сака. Јас во Австралија порано во првата куќа си имав едно дрвце ловоров лист. У секое време, да. Имаше свеж. Да, свеж. И си става. Во голема саксија ќе си ставам магданос, третки. Сега имам на едната страна ми е зачини за готвење, а другата цвеќиња. Имам све тазе. Браво. У секое време. Еве повели, овие да ги ставам сега. Да ги ставиш тие, нека се варат. Морковот ќе се извари, нека вара, нема проблем. Така. Така. И празот. И празот стави. Ајде. Така. Оф. Замерак. Сега ќе го сечкам и макдоносот. Нека си е спремен, цела китка ставаме, така? Цела китка ќе ставиме и вака сега, пошто ова джигерчето поголем помалку, јас мислам ќе треба да му дотуриме вода за да има простор за да зове. Сега. Мислам дека е добро. Доволно, така? да. Одлично. Многу ќе биде одлично. А на крај му е правиш за пршката. Да, на крај за пршката, 2 лажици брашно, малку црвен пипер и секогаш ставам сол во запршката за да биде повкусно. И бибер. Јас ставам бибер. И бибер. Бибер ставам. Да. Во маслото. Да. Што убаво ќе биде со макдоносот. Си бара макдонос ова. Си сака? Да. Сега можеме и мешан сув зеленчук да ставиме или не? Не, може сега тоа. Може? Само сол не може Само да ставиме сега. Добро. Иначе и биберот е добро кога е пропржен малку. Уште малку ставимо. Добро, Ето нека има така. Ова си сака. Можеме и буковец да му ставиме? Буковец не сега. После. Да. Добро. Еве ти да промешаш. Да не лажица. Повели. И нека си вари. Леле како убаво. Како за мириса, кажи. Ова сега живо да го измислиш, да се допре. Убавина, а после кога ќе му ставиме запршка, црвен пипер, триена сол, бибер, буковец. Леле колку добро ќе биде. Замерак. Се гледаме со вас откако веќе ќе биде скоро сварен джигерот и да ставиме запршката и останатите работи. Каков мирис, леле. Прекрасно, Мириса цел ресторан тука во Златно буре. Сега ја мислам дека ова е готово сварено, можеме да го довршиме. Така. Сега ќе направиме финалната работа, најдобрата, нели? Ќе направиме запршка. Ете така. Сега за пршката и за чините. А да пробавме за сол, после ќе пробаш. Ево, ова е лажица може. Добро. Пробај, види ако треба. Сол нема тоа. Нема. Па добро, подоцна ќе пробам. Да. Ќе го ставам. Значи едно филџанче. 100 милилитри за пршката. И брашното ќе сака. Така. За да... Дрвена лажица. Јас вака ти ставам. 2 лажици брашно. Добро. Така. Како убаво мириса. А пробај, можда е солено од вегетата, па да знаеме колку солца да стави. Уште многу малку сол ќе треба.
Точно. Па точно. Како вкус има. Ау. Прекрасно нешто. Убав ден, најубавиот. Сега времето и за ова, за триената сол, да ја додадам. Ова е Да ја најубавиот додадам ден. таму, пошто оне има исто пченкарно брашно. Па добро, стави го, стави. Така. Да. Одлично. И малку буковче ќе му ставим на врвот. На врвот. Така. И биберче. И Биберче. биберче. Ау, како си мирише. Колку е добро. Убајни. Да. Кажи ми, има ли пубава кујна од македонската кујна? Нема теорија. Не. Да. Сега да ставиме малку црвениот пипер Црвениот. и солца, јас ќе ставам вака еден прстов сол. Колку сакаш една лажица? Не цела, не, половинка, пошто веќе Види? има. Ета, доволно е. Добра. Толку и ова нема да се пржи многу, за Ајде, да не машала, гори. нека биде готова. Може сега тенџерето да се врати Ајде. назад. Оу, И да си Јо чвршни. триената сол како за мириса. Леле. Сега предложувам да не ставаме ни јајце, ни јогурт. Ништо, не. баш вака да си Да, биде. кој сака, ќе се Да. стави посебно. Еве, пробај ти сега, ова е чиста лажица. Пробај ти за сол. Леле. Мераци. Вришти ова. Драги гледачи, вие останете со вкусот на традицијата, а ние сега ќе се погрижиме да ја поставиме великденската трпеза Леле, ништо и не да ја треба. проба. Ништо не треба, нели? Прекрасно нешто. Ох, Многу каков добро. мирис. Еве еден прекрасен предлог за вас, драги мои. Не препуштајте да ја направите оваа каурма за великденскиот ручек. Се Прекрасно. гледаме на трпезата. Ајде сега, менче, каурмата твоја, белчишка, да ја пробаме. Да ја пробаме, Дај белчишка. прво од твојата чинја, погледнете како она изгледа. Еве, чади, уште чади. Значи, погодена е во се и еве, баш вака треба да биде. Да, Не густината како е, бистра вода, Не. така. А и не е ни густо, само 2 лажички ставивме брашно. Да. Повели, Thank имаме мимоза салата и лепче. Ова е прекрасно Ау, како пред јадење, мириса пред убаво. главниот ручек. Еве ова ви одличен предлог за Великден. Како го мирише. Ох. На здравје нека ни е. На Можете здравје и нека киселина ни е. да си ставите ако Да, кој сакате. сака? Колку е добра. Кога би била подобра, мислам не би чинала. Толку е многу вкусна. Направете ја оваа чорба и уживајте во незиниот вкус. Израдувајте ги вашите сакања. И подгответе се за празничниот ручек. На здравје. На здравје, менчи. Знаеш како велат? За луѓето кои што те судат. Велат, обличи ги моите чевли, помини ги сите реки, сите камења, сите карпи, сите препреки. И потоа зборувај за мене. Така е. Но, кога ќе ги облечеш моите чевли, немој препреките да ги заобиколуваш. Туку оди према нив. Помини ги па да видиш јас кај сум поминал. Ете така, за многу да сме живи и години. здрави, на здравје. Ова е нешто неверојатно. Прекрасна каурма. Да се Браво. живе и здраве и ти.